Благодарам, Мими. Второ добро утро вам во студиото и на гледачите кои што во овие моменти се вклучуваат на фреквенцијата на телевизија Сител. Почитувајќи ги сите мерки и протоколи за заштита од коронавирусот, еве ние се наоѓаме во една од лабораториите на водовод и канализација. Дали скопјани навистина пијат квалитетна вода, ќе ни откријат нашите две соговорнички. Станува збор за Наташа Манолева, раководител на микробиологија, и со господјата Билјана Петровска, раководител на хемиската лабораторија. Ќе започнеме со господја Наташа. Господја Наташа, да започнеме со она што сите ги интересира. Пијат ли скопјани навистина квалитетна и чиста вода? Да, скопјани пијат квалитетна и чиста вода. Со тоа што многу пати е спомнато, се снабдуваме со вода од изворот Рашче, кој што е извор со еден извореден квалитет на вода за пиење. И со секојдневните анализи што ние ги вршиме во нашата лабораторија, само потврдуваме дека квалитетот е задржан и дека скопјани не треба да се грижат за здравјето што се однесува во однос на водата за пиење. Токму така, овде во овие лаборатории секојдневно се испитуваат примероци од вода. Кажете ми од каде ги земате примероците и колку мерни станици имаме овде? Па секојдневно нашите теренски служби земаат 34, 35 па и повеќе анализи, значи тоа се точки кои што однапред се определени. Покриено е целото градско подрачје и подрачјето до каде што достасува целата мрежа, значи на водоснабдителниот систем. И тие анализи се носат овдека во нашата лабораторија, се врши микробиолошка анализа и хемиска анализа истовремено на сите примероци. Колку време трае севкупниот процес на испитување на квалитетот на водата? Микробиолошката анализа, јас би зборувала за тоа, значи трае, по правило треба да трае 48 часа, но ние имаме апаратна техника која што тоа го извршува за 13 часа, а сега моментално сме во набавка на нова техника, посовремена, и ќе може испитувањата да ги правиме за 4 до 5 часа. Значи, сето тоа ќе биде многу брзо и на жителите на нашиот град ќе им овозможиме уште поголема сигурност, значи, во тоа што им го нудиме како производ. Да, ги споменавте жителите на градот Скопје, меѓутоа се случува ли да дојдат жители на околни села овде да испитаат квалитетна вода? Па, поради тоа што ние сме акредитирани, значи, со ИСО стандард, имаме соработка со надворешни клиенти. Значи, секој може слободно да дојде и да испита водата од бунар, со што располага. И доаѓаат луѓе, им вршиме анализи, значи отворени сме за соработка и им правиме анализи. Наташа, јас ви благодарам. Сега продолжуваме со господјата Билјана Петровска од одделот за хемија. Господјо Петровска, овде во една од лабораториите каде што се наоѓаме имаме многу апарати. Да. Кажете ми што се спаѓа во апаратурата? Видете вака, хемијата е комплексна област за анализа. Секако е еден сегмент од анализата на водата, каде што се докажува квалитетот на водата. Како што кажа мојата колешка, ние имаме голема среќа што имаме исклучителен извор, кој што е единствен за ресурс за водоснабдувањето на градот. Спецификата во нашиот извор е тоа што е со низок минералошки состав, но доволен за потребите на човечкиот организам. Значи, сите оние формации кои што се наоѓаат во микроелементи, трагови од од минерали кои што се неопходни за нашиот организам, се доволни во 1 до 2 литри испиена вода. Сите особини што ги има водата, што ја носи изворот Рашче, се особено важни и полезни за организмот. Значи, нема негативно влијание, има само доброчинителско дејство. Што значи ниско минерален состав? Што значи ниско минерален состав? Значи, велиме вака дека имаме ние законска рамка, така, која што ги задоволува потребите од аспект на водите за пиење. Значи, кај што се определени максимално дозволените концентрации.
Во тие максимално дозволени концентрации, некаде во долниот мерен ранг се наоѓа квалитетот на нашиот извор. Сета оваа опрема која што ја гледате тука во нашата лабораторија е точно купена за да се покажат особеностите на нашиот извор. Значи, почнувајќи од минеролошкиот состав, завршувајќи од присуството на трагови на органски елементи. Сега низ објективот на нашиот снимател Тони Маневски ќе се обидеме да покажеме што се имаме овде во лабораторијата, па почнувајќи од првиот апарат, повелете. Значи вака, првиот апарат ви представува уред кој што е купен пред повеќе од 12 години, значи едни од пионерите на Балканот, каде што се определуваат вкупните органски материи кои што се наоѓаат во вид на трагови. Исклучителна точност со исклучителни добри резултати. Значи, дојдене во нашата лабораторија во моменти кога се уште во Европа било како последен крик што се вика на техниката во оваа област. Следниот што се наоѓа зад вас представува јонскиот хроматограф. Јонскиот хроматограф работи анализи за секојдневните потреби на нашиот сектор за санитарна контрола. Се прават близу 30 анализи секојдневно за определување на минеролошкиот состав и на него се определуваат микроелементите и елементите кои што се наоѓаат во трагови. Овој зад вас, значи тоа е последниот уред што го купивме во нашата лабораторија, нели нормално, бидејќи сме акредитирана лабораторија по ISO 17025. Оваа лабораторија мора да ги следи светските трендови за следење на анализи од аспект на вода. Ние мора да се унапредуваме и да се развиваме и понатаму. Исто работи органски материи во вид на трагови. Одлична конфигурација и многу сензитивен, бидејќи ваквите уреди се специфични заради специфичноста на изворот. Нашите барања беа исклучителни. Производителот од кој што го купивме постапи према тоа што ние го имавме како барање и уредот што го донесе ги задоволува нашите потреби од аспект на правење на хемиски анализи во нашата лабораторија. Што подразбирате хемиски анализи, господи Петровски? Хемиски анализи се подразбираат испитување на севкупната минерологија. Што значи дека во хемиската анализа значи има параметри кои што ја докажуваат органолептиката. Значи она што го гледате, мирис, вкус, боја, луѓето велат честопати, водата е прекрасна, е студена и вкусна. Понатаму има соодветни параметри кои што ја покажуваат минерологијата, значи присуство на елементи во трагови, присуство на органски материи, отсуство на тешки метали и компоненти кои што воопшто водите за пиење не треба да ги содржат, а ние треба да ги докажеме дека ги нема. Токму така, пред да започнеме со овој разговор, споменавте дека вие соработувате всушност и со Институтот за јавно здравје, кој што патем исто така прави анализи на квалитетот на водата. Така. Ние соработуваме со Институтот за јавно здравје, значи нашата соработка не е од сега, долгогодишна е. Ние сме две акредитирани лаборатории кои што за одржливоста на стандардот е многу важно да имаш соработка со институции кои што се сродни на твојата. За да имаш размена на искуства, за да имаш размена од аспект на советување при купување на нова апаратна техника, за да се оди напред, како и во секоја техника и технологија, и хемијата, особено анализите на вода, бараат унапредување, нели, и прогрес, за да може да се докаже дека во водата одредени компоненти ги содржи или водата одредени компоненти не ги содржи. Бидејќи законската рамка препорачува значи, како што реков и претходно, максимално дозволени концентрации на одредени типови на минерали или непостоење на минерали кои што се штетни за човечкиот организам. Меѓутоа, што во случај доколку се надминат границите? Видите вака, значи, нашето искуство покажува дека ние повеќе од 60 години имаме стабилен извор во нашето водоснабдување. Значи, тоа е наша среќа.
Имаме милионски град, што се вели зад нас. Секојдневно сме должни за квалитетот. До сега нас не ни се случило да ги надминеме дозволените граници од оние кои што ни ги препорачува законот. Веројатно заради специфичноста на изворот и карактерот на водите кои што доаѓаат во нашиот водоснабдителен систем, другите работи веројатно отоа потоа би се решавале во чекор со евентуално настанати вонредни ситуации и слично. Јас ви благодарам многу за разговорот, посакувам успешен работен ден. Секако ви благодарам. Имајте убав ден и вие. Благодарам уште еднаш. Александар Мими, тоа беше вклучувањето на тема испитување квалитет на вода. Процесот трае неколку часа, меѓутоа, ете, имаме потврда и тоа од прва рака дека скопјани и како пијат чиста и високо квалитетна вода. Добро, благодарам Мартин, да не се секираме на вистина.